Целта беше да се мотивираат дека и покрај таква добиена вест може да се продолжи да се живее, а и да се биде успешен и покрај тоа, и покрај мултипла склероза, како заболување. Во книгата е опишана мојата приказна со МС, односно првата недела и периодот што следи после тоа, по откривањето на болеста, мојот престој во болницата неврологија. Целта за да се напише, како што веќе споменав, за да се докаже дека и покрај таква добиена лоша вест може да се продолжи со животот понатаму. Иако патеката е многу потешка и потрнлива, сепак животот продолжува. Животот со МС е секојдневен притисок. Ќе ви го опишам денот, рачунете дека станувате како со 100 килограми товар на грб на најжешкиот ден во годината да сте пешачеле по најстрмниот рид. Буквално секој ден се чувствувате така. Заморот е присутен секаде и секогаш, некогаш повеќе, некогаш помалку. Симптомите се различни кај секој лице. Некои имаат проблем со одот, некои имаат проблем со другиот дел од екстремитетите, други имаат проблем со сфинктерите, чувства за итност, неможност за одење во тоалет, постојано одење повеќе пати, слабост, проблеми со очите, диплопија, дупло гледање, магливост, болки по телото и ред други симптоми, кај секој е различно. Може да ги има сите или неколку од овие симптоми. Гора на се и тераписките денови се уште потешки, затоа што самите терапии што се примаат, голем дел од нив се имуномодулаторни, што се поигруваат под наводници, се поигруваат со имуниот систем на човекот, па си даваат своји несакани последици. Никогаш да не се предаваат. Тоа е пораката. Никогаш да не се предаваат. И кога им е најтешко, секогаш да бројат до 10, ќе помине. Никогаш да не се предаваат, ќе повторам по трет пат колку и да е досадно, затоа што секој кој што се предал ја изгубил битката. Без разлика на било каква тешкотија, мора да се оди со главата напред и да знаат дека не се единствени. На светов има приближно 3 милиони со истото заболување. Според податоците во 2023 година, може да се работи, може да се живее нормално по многу потрнлива патека, но сепак е патека. Сепак да не прекинуваат и да продолжат да се движат.